како ќе се реши тој јаз од една страна недостаток на квалификувана работна сила, од друга страна незадоволни работници од висината на платите и проблем со иселување? Тоа е, значи имаме сега два проблеми. Едниот е неквалификувана работна рака, која е малку платена и не сака веќе да работи за таа сума, веќе и тие тешко се наоѓаат. Од друга страна и квалификуваните, стручни, кои се повеќе заминуваат и тие тешко се наоѓаат. Како се борите? Како се снаоѓате? Моментално тоа што малце се бара повеќе неквалификувана, почна пополека да се дигаат платите. И овој тренд на дигање на минималната плата. А можете ли вие како компанија да го издржите тоа и дали се основани тие тези кои што често пати во јавноста дека газдите се богатат, работниците аргатуваат? Дали тоа покачување на платите го докажува сега тоа? Значи, не можеме да генерализираме како проблем. Дефинитивно тука и решението, тука и продуктивноста. Ако ние ја решиме продуктивноста на компаниите, цената на чинење на работната рака, јас знаеме дека сите веќе сопственици на компании се на размислување дека за добар работник нема вредност. Значи не се штедат пари. Добар работник прво тешко се наоѓа, второ многу враќа. Значи кога ќе се зголеми продуктивноста, гарантирано ќе се качат уште еден, да кажеме, добар тренд на качување процент на платите, за тоа што да се обезбедат барем тие работници. И тука некаде го гледам решавањето на продуктивноста спрема решавањето на платите. Многу од нас кога ги правевме математиките дали може да се издржи, се издржува со некој си страф на случувањата во иднина. Ние се уште го имаме проблемот на нерегулирање на сопствените обврски. Значи, ликвидноста е многу пати загрозена кај компаниите, затоа што ние имаме рокови законски 6 дена, пак не се финанската дисциплина, пак е на ниско ниво. Не помогнаа законите за финанска дисциплина и пак ќе кажем, делумно е тоа затоа што уште државата е еден од најголемите работодавци. Тоа се јавните предпријатија кои и они имаат проблем да си ги наплатат своите обврски. Да тргнеме комуналното предпријатие во Струмица има некоја си наплата од 60%. Замисли во другите градови е доста висока, 70%, не знам колку е Струмица точно. Другите градови имаат уште помала наплата. И сега тие треба да си ги амортизираат сите обврски и тоа пак спрема компании, домашни компании и почнува да затајува овој ланец на наплата. Морам да ве прашам, бидејќи и Министерката за труд и социјална работа Мила Царовска и премиерот Заев најавија дека во јули се очекува ново покачување на минималните плати. Кој е ставот на вас како представници на бизнес заедницата? Значи, се уште сме умирување со анализите, затоа што во исто време најави во интересни сектори, што вработуваат најголем обем на работници и кај што најмногу се плаќа делумно на рака, најави дека ќе го направи плаќањето на обврските кон државата, значи пензиските, на придонесите, ќе ги стави во, ајде да не кажем во замрзната, туку ќе биде скалесто, но до одредена плата до 30.000 денари, ќе си плаќат придонеси, не знам, 5.000 денари, од 30 до 60 ќе плаќа 8.000 денари. Кога сето тоа ќе го ставиме да се вага со новата најава, сепак збориме за градежниот сектор, збориме за кожната индустрија, текстилната индустрија, сепак се тие прво најнеплатените и второ кај што најмногу има плаќање на рака. Сега сметам, од една страна ќе се подигне минималната плата, од друга страна ќе се намали законските процентот на придонеси, така да ќе се направи балансот да се качи без да има некакви последици врз работењето на компаниите.